кога започна тоа иницијативата Slowtech засилено да ја спроведувам, претходно зборував на оваа тема, меѓутоа не толку активно, меѓутоа тоа беше врвот за мене затоа што станав свесна, моето дете, поголемо дете расте, почнува на училиште и на што се ќе биде изложено. И ако јас како родител не заземам став за да го заштитам и да укажам на други родители колку е штетно сето ова што децата го консумираат, посебно социјалната мрежа TikTok, посебно социјалната мрежа Snapchat, нема да имаме генерации кои што ќе можат да размислуваат со сопствен мозок, односно нема да имаме генерации кои што ќе размислуваат критички, едноставно ќе дозволиме да бидат водени од врсниците кои што немаат соодветни дигитални граници. Здраво, јас сум Мена и го слушате подкаст каналот Алетеа. Тука со мене денес е Илина Пејовска-Затуровски. Илина, здраво. Здраво, Ена. Денеска ќе разговараме на многу интересна тема, ќе говориме за горливи прашања, можам да кажам, за предизвици во родителството, во врска со употреба на екраните, на мобилните и на социјалните мрежи, и на кој начин да ги воведаме децата на правилен начин да ги користат овие технологии. Пред да те представам, само да кажам, доколку ви се допаѓаат овие содржини, претплатете се на каналот и заследете ја го мојот Инстаграм профил, Алетеа читаме заедно. Сега да ја представам Илина. Илина има една многу интересна професија, нели, меѓу другото што е инженер по информатички системи, визуализација, мултимедија и анимација. Илина исто така е дигитален специјалист. Таа го води подкаст каналот, односно подкастот Femcast, а во последните 2 години го започнува движењето Slowtech во Македонија. Значи, одржува вебинари и едукативни настани за родители кои што сакаат на здрав и правилен начин да ги воведат децата во светот на технологијата. Мајка на 2 дечиња. Да, фала ти многу за убавото представување. Дополнеме се, како пропуштив нешто. Фала ти што ме покана да ти гостувам. Фала ти што прима. На твојот подкаст. Многу ми е мило што твоите слушатели и читатели, нели, на Инстаграм, твојот Инстаграм профил ќе ги запознаеме со дополнително, нели, со иницијативите кои што јас ги покренав, ги застапувам и активно, нели, ги водам, Slowtech иницијативата и детство без смартфони, затоа што верувам дека е многу важно родителите во денешно време да бидат запознаени со опасностите кои што демнат доколку на дете му дадат смартфон прерано, посебно сопствен смартфон, да го има детето на користење и, нели, да бидат запознаени со опасностите кои што демнат доколку пуштаат цртани филмови и други анимирани содржини на платформи како YouTube или TikTok, посебно оние кратки содржини за кои што ќе разговараме, нели, дополнително малку поопширно во текот на епизодата. Зошто јас се одлучив за оваа мисија? Само накратко би сакала. Моето дете беше изложено на несоодветни содржини позади мој грб. И јас не верувам дека тоа било со лоша намера сторено, посебно затоа што беше од страна на повозрасни личности кои што верувам дека треба да бидат повеќе едуцирани дури и од денешните родители, значи нашата генерација на родители, за опасностите кои што демнат, дека не се толку наивни тие цртани филмови, тие содржини кои што може да им ги пуштат на децата. И тоа мене ме инспирираше да започнам со оваа иницијатива и да ја покренам таа свест кај повеќето родители и, нели, згрижувачи на нашите деца. Затоа и те повикав во подкастот Алетеа, затоа што и мене оваа тема многу некако ме допира, многу сакам некако да зборуваме за неа, затоа што да не ја правиме табу тема, да не ја правиме тема за која што, нели, некои родители се согласуваат, нели, дека треба да се одложи, дека не треба да се даваат екрани, другите пак сметаат дека треба децата да се воведат веднаш, без некоја контрола. Знам дека на некој начин сме поделени во некои два табори. Да говориме, нели, објективно, да ги изнесеме фактите, за да можеме да им помогнеме на децата да се соочат со сите овие предизвици кои што
сега ќе говориме, нели, доаѓа едно ново време, Апсолутно. ново време на вештачка интелигенција. На некој начин, како што нели говорат сите овие предвидувачи, односно оние што се главни во развивањето на вештачката интелигенција, викаат дека нели ова е на ниво на индустријската револуција. Точно, да. Не знам колку сме свесни за ова во секојдневниот живот. Мислам дека на некој начин тоа полека ни се протнува. Нели, почнуваме да го користиме чат GPT. Од забава најчесто. Да, така, нели, на работа во вашата, нели, индустрија многу се употребува, веќе има луѓе кои што ја употребуваат и кои што на некој начин ги гледаат бенефитите. Да. Гледаат колку може да оди напред. Да. И сето тоа од една страна дава една возбуда, но дава и еден момент на чекај, ова до каде ќе оди, нели, кои се промени ќе се случат. Еве, например, во последниве месец дена јас баш слушав предвидувања кои што велат дека таа промена ќе се случи од 1 до 5 години, значи што за мене беше онака вау, фасцинантно од, нели, момент дека ние тоа ќе го доживееме еве сега наскоро и дека нашите деца кои што сега се, нели, во фаза на раст и развој, дека ќе сведочат на тоа и понатаму кога ќе бидат возрасни, тие ќе бидат дел од тој свет со вештачката интелигенција. Сакам да позборуваме малку за оваа тема. Најпрво да почнеме од неа. Да. Ова е, морам да кажам, многу добро прашање, одлично прашање и темата е, нели, дефинитивно на место. Сите го користиме, сите ја користиме вештачката интелигенција, главно од ChatGPT. Постојат многу вештачки интелигенции кои што ни се на располагање, меѓутоа ChatGPT е најпопуларната и најдобрата, би се рекла, нели, во овој период, и затоа ја користат најмногу луѓето. Вештачката интелигенција повеќе не е научна фантастика, нели, во минатото гледавме филмови кои што вештачка интелигенција превземаше контрола врз луѓето и така натаму, и тој страв е оправдан, да кажам, посебно кај луѓе кои што се занимаваат со наука, со биологија, кои што предупредуваат дека и си играме Господ, нели, на некој начин. Јас како техничко лице не би се согласила, нели, во тој контекст не би одела во тој екстрем, затоа што, нели, јас и покрај тоа што предупредувам на опасностите и предизвиците со кои што родителите се соочуваат и како да ги заштитат децата, сепак технологијата е моја голема љубов. Јас ја обожавам технологијата, се радувам на секој напредок на технологијата. Зошто? Затоа што технологијата мене ми го олеснува животот. И јас имам како возрастна личност, нели, многу бенефити добиено од развитокот на технологијата. Една од нив е и вештачката интелигенција, затоа што мора да признаеме дека сите ние како возрастни личности знаеме свесно да ја користиме вештачката интелигенција, знаеме дека за да добиеме нешто од вештачката интелигенција, ние треба прво да ја научиме. Ако не ја научиме, не може да ни помогне и не може да знае. Меѓутоа, треба да бидеме свесни дека вештачката интелигенција од ден на ден ќе станува се подобра, се побрза и се повеќе ќе учи. Да, нема да може да ги замени некои клучни работи кои што се човечки, како чувства, емпатија, критичко размислување и имагинација, иновативност. Зошто? Затоа што вештачката интелигенција е токму тоа, вештачка, направена е од страна на човекот. И за да се одржува, за да учи, мора ние да ја храниме со информации. Но велат дека голем процент на работните позиции, односно на професиите, ќе исчезнуваат. И многу луѓе ќе останат, нели, да кажеме, без работа, без професија која што ќе биде барана. Тоа ќе биде навистина огромен предизвик. Што сметаш за тоа? Да, јас се согласувам за тоа. За жал, веќе тој тренд на замена на дел од професиите започна. Веќе во тек и во ек, би рекла. Навистина е
жално од една страна, меѓутоа од друга страна ќе се изродат многу други работни места и доколку научиме паметно да ја користиме вештачката интелигенција, можеме спреку неа да заработуваме. Еве тука би сакала да препорачам една подкаст епизода од Стивен Бартлет, пред 2 недели излезе, каде што имаше разговор на маса баш со основачот на вештачката интелигенција Реплит, Амар мислам дека му беше името, еден предприемач и еден биолог, и тие тројца беа на маса заедно со Стивен и сите тројца ги споделуваа нивните мислења за вештачката интелигенција и токму разговараа на оваа тема, кои работни места ќе ги немаме во наредните 2 години, затоа што како што спомнати, од 1 до 5 години се предвидува дека ќе биде брзиот раст на вештачката интелигенција, меѓутоа најверојатно ќе биде уште побрзо, во рок од 2 години ќе ги снема веќе некои работни места. Тоа значи дека треба, извини, да се подготвиме ние прво како возрастни личности, а потоа да ги подготвуваме и нашите деца. На кој начин да ги подготвиме за средбата со вештачката интелигенција? Така, многу ми е мило што го постави ова прашање, затоа што токму за тоа сакав сега и да зборувам. Значи, не знам дали слушна, токму пред 2 дена Google ја отвори нивната вештачка интелигенција Gemini за споделени фамилиарни акаунти. Значи, доколку јас со моето дете од школска возраст споделувам акаунт на Google, односно фамилиарен акаунт, сега моето дете без моја дозвола всушност, доколку се уклучи на неговиот акаунт на Google, веднаш има пристап до Gemini, што е до некаде не е во ред, бидејќи јас како собственик на тој акаунт треба да имам некоја одлучувачка моќ дали моето дете родителска контрола над тоа, така? Дали треба јас да дозволам на моето дете да му да користи AI бот. Значи, јас не би сакала, нели, моето дете уште сега да користи AI бот. Тука карикирам затоа што моето дете не користи се уште компјутер, се уште е маличко, хипотетички кажано, нели? Да нагласам. Меѓутоа имаме родители со деца од 10 годишна возраст кои што го користат компјутерот за едукативни намени. Тоа е во ред, затоа што веќе во таа возраст треба детето да биде запознаено со тој уред, конкретно со лаптоп, со компјутер, и треба да го користи за едукативност, креативност и така натаму. Меѓутоа, оваа промена, Gemini, Google се вика, значи, вештачката интелигенција на Google, која што е исклучително паметна и според мене е многу подобра од ChatGPT, во смисла за професионални намени. Јас ја користам во последно време, го користам Gemini за професионални намени, затоа што за мојата професија заклучив дека повеќе ми одговара. Меѓутоа, кога дете ќе се најде во таа ситуација да користи вештачка интелигенција, верувам дека треба да го едуцираме. Дека најпрво и најважно, дека вештачката интелигенција не е вистинска личност, дека не е замена за пријател. Вештачката интелигенција не може да ти биде пријател, затоа што не е личност која што постои, не е личност која што е вистинска, не е личност која што може да ти дава совети врз основа на тоа што ти го прашуваш. Значи, детето треба, кога веќе доаѓа во контакт со таква технологија, мора да биде свесно за предностите, опасностите и на кој начин да ја користи. Значи, мора да биде свесно. Мора да му се даде до знаење дека не ти е пријател, не може да биде замена за пријател, не може да ти дава совети и да биде свесно дека се што внесува таму може да го искористи во понатамошни анализи, истражувања, па дури и објавувања на интернет, затоа што пораката која што беше испратена од Google до корисниците пред 2 дена, токму го нагласуваше тоа, дека Gemini има пристап до фотографии, пораки, апликации и може сите тие да ги користи во понатамошни истражувања за подобрување на вештачката интелигенција. Ова не сум го знала. Да. Може тука да лежат, нели, големи предизвици, големи опасности. И сега, што сметаш, дали кај нас веќе активно го користат ChatGPT апликацијата, еве, и другите апликации кај нас, младите, повозрастните, дали јас и немам впечаток дека баш повозрастните генерации се уште се свесни за ова, дека ние веќе ја употребуваме вештачката интелигенција во нашето секојдневие.
Не знам, кој е твоето А, размислување за ова? Значи, за нашата генерација Да, дефинитивно ја да. користат. Дали сите ја користат правилно и за подобрување на себе си, не би рекла и не би се согласила, затоа што едно е ти да ја искористиш да кажеме, еве, да ти генерира план за развој на твојот бизнис и тука ти да го тренираш всушност, да ја Мгм. тренираш вештачката интелигенција да работи за тебе, да ја користиш како агент на некој начин, а сосема друго е да си пишуваш нешто и да ја користиш само како за генерирање на идеи. Луѓето треба да сватат дека вештачката интелигенција може да им помогне многу ако научат правилно да ја користат, односно дека можат да заработуваат со помош на вештачката интелигенција. Како да направат вештачката интелигенција да работи за нив, всушност. Така. Да ти го генерира целиот бизнис да имаш цел автоматизиран процес во позадина благодарение на Мгм. вештачката А ти да ги создаваш оние идеи, планови, тој Да. само да на некој начин да ти служи за автоматизација. Да. Конкретно Да. ја спомнав Replit. Replit е фантастична AI алатка која што во рок од 1 час може да ти изработи цела веб апликација, цела веб страна, цела мобилна апликација. Значи ти заменуваш цел програмерски тим во 1 час работа. Фасцинантно е тоа. Да. Сметам дека на оваа тема би можеле да говориме цела епизода. Да, Ќе оставиме простор сега и за другите предизвици. Но зошто да не можеме, нели со текот на месециве и годиниве како што ќе поменуваат повторно да се сретнеме и повторно да ги разгледаме идеите и ситуацијата каква е во тој момент. Само ако ми дозволиш уште нешто во врска со децата Слободно, и вештачка да. интелигенција која што сакам да ја нагласам за родителите да им е јасно, да не дозволат децата да ја користат вештачката интелигенција за пишување домашни задачи. Зошто? Затоа што им го одземаме правото, им го одземаме искуството да ја користат имагинацијата. А тоа е многу важно. Значи, исто како што е слободната игра важна, важно е користењето и на имагинацијата. И процесот на учење, мислам, да, така. окей, нели, ќе го научат они тоа на памет, но Да. нема да го има тој ефект. Неизбежно е да растат тие во овој свет. Да. Меѓутоа, доколку ги запознаваме постепено и паметно, нема да имаме никаков проблем, затоа што мора да задржиме кај децата таа невиност. За жал читав едно истражување пред неколку денови дека следните генерации се помалку и помалку се емпатични, односно ја губиме емпатијата како човечки вид, која што е една наша главна карактеристика. Не смееме да дозволиме тоа да го и понатаму да се намалува и понатаму да го губиме. А верувам дека користењето на имагинацијата е една од тие алатки кои што ќе им помогнат на децата да останат, нели, да ја задржат таа емоција во себе. Следејќите на Инстаграм, односно твојот профил со препон со нели едукативни содржини, освен љубовта кон читањето заедно со децата, што на некој начин не спојува, не спои и книгата Анксиозна генерација од Џонатан Хајт. Јас, нели, истражувајќи ја темава на кој начин најдобро, нели, да им ја презентирам технологијата на моите деца, дојдов до неговите истражувања и навистина ме фасцинира неговата книга, која што сметам дека треба да биде задолжително четиво за сите родители. И сега, нели, сега нема да говориме многу за неа, но таа е на некој начин инспирацијата и за овој разговор. Цитатот кој што го слушнавте на самиот почеток беше токму од оваа анксиозна генерација и во оваа книга Хајт изнесува многу темелни истражувања за тоа зошто Gen Z, нели, генерацијата Z, така на македонски би ја нарекле, покажува драстично зголемување на депресија и анксиозност во споредба со претходните генерации. Според неговите, нели, истражувања доаѓа до заклучок дека всушност користењето на екрани и присуството на социјални мрежи, нели, наедноставно кажано, е причинител за сите овие појави кај младите. Кажи ни нешто повеќе за ова сега, за оваа појава. Така. Значи, убаво опиша, книгата Анксиозната генерација на Џонатан Хајт е всушност една од инспирациите која што и мене ме поттикна дополнително да се внесам како техничко лице во едукација на родителите кај нас. Често пати знаат да го обвинат дека неговите теории се престроги, дека
нели не е возможно да им се забрани на децата и така натаму, дека премногу се осудувани родителите, и тука јас сум се соочила со истите тие теории, посебно откако почнав активно да едуцирам на оваа тема. Меѓутоа тука сакам да нагласам дека ниту Џонатан Хаит, ниту јас, ниту ти не ги осудуваме родителите. Едноставно сакаме да им помогнеме да сватат, да разберат правилно и паметно да ја користат технологијата. Неговите истражувања го покажуваат токму тоа, дека децата кои што од 2010 година, кои што растеле, нели, во нивниот оној период каде што се оформува нивното мозоче, посебно децата родени во периодот од 2007-2008 година, кога веќе во 2010 доаѓаат до некоја возраст каде што станува развојот на социјалните мрежи, нели Facebook зема голем замав, па потоа Инстаграм и така натаму, дека тие се генерацијата која што моментално најмногу пати од анксиозни напади, од депресија, од постојано губење на внимание, постојано губење на фокус, страф од нешто да не пропушта, знаеш, fear of missing out, FOMO. Мислам дека и суицидалност имаше. И суицидалност дефинитивно, па тие се првите жртви на сајбер насилство. Значи покрај тоа што имаме врсничко малтретирање, класично врсничко малтретирање насекаде во светот, нели? Таа генерација беше првата која што го искуси сајбер малтретирањето, дополнително исмевање, сето тоа влијаеше на нивниот ментален склоп и на тоа како тие се дефинираат како личности. Дури и во разговори кои што тој ги има со нели личности кои што се сега веќе 25 годишни, 20 годишни, кои што припаѓаат на таа генерација, тие самите свесно одлучиле да ги остават на страна смартфоните и се одлучиле да користат обични аналогни flip phone телефони, затоа што сватиле колку тоа лошо влијае на нивното ментално здравје. Мене тоа што ми се допаѓа плюс кај неговите истражувања што се подкрепени со факти, со практични примери, интервјуа со луѓе кои што нели поминале низ тој процес и кои до некаде дел од нив ги обвинуваат родителите што им дале толку рано смартфони, зборуваме им дале смартфони од 9 или 10 годишна возраст, некои и порано, а многумина од нив имаат и доживотни трауми затоа што на таа кревка возраст се изложени на несоодветни содржини, на порнографија, насилство и така натаму, и сето тоа поради тоа што имале присуство на социјалните мрежи. Подоцна, кога родителите виделе дека социјалните мрежи лошо влијаат на нивното расположение, на тоа дека не се социјализираат, дека имаат панични и депресивни напади, им ги одземаат телефоните. Меѓутоа, тука веќе станува оној процес каде што треба вие да се одвикнете, нели, буквално е зависност, како кога на зависник ќе му го одземете тоа од кое што е, нели, дрогата од која што е на некој зависна. начин кризираат веќе. Да, и самите тие кои што поминале низ тој процес кажуваат дека откако ќе помина таа иницијална фаза на потребата од смартфон, веќе чувствува некое олеснување кога кога веќе не чувствуваат потреба, односно тоа е биохемиска реакција, знаете, допаминот кој што го добиваат од скролањето, од тие престимулирачки видеа кои што ги гледаат, од лајковите кои што ги добиваат на социјалните мрежи, нив не им недостасува екранот. Нив им недостига допаминот кој што го добивале, нели, оној ефтин допамин на еден начин од самото скролање. Џонатан Хаит всушност зборува за тоа дека децата не се зависни од екраните, зависни се од допаминот кој што тие краткотрајни видеа им го даваат. И една друга поента која што често пати ја нагласува во неговата книга е како на различни начини тоа влијае изложеноста на тие содржини кај девојчињата, а како влијае кај момчињата. Значи, кај девојчињата, за жал, влијанието е полошо, затоа што тие уште на почетоците ги споредуваат своите тела, своите животи, изгледот физички, нели, со тие манекенки, инстаграм модели што ги гледаат на социјалните мрежи. Што има еден куп филтри на нивниот изглед и така. Да, и животите си ги споредуваат. А кај момчињата е
лоша ситуацијата од друга страна. Тие толку не се зависни од тој ефтин допамин на споредување животи, колку што се зависни од порнографијата, која што ја, за жал, Мислам се дека тоа се изложени. уште некоја табу тема за која што Мгм, треба да се мгм. почне да се зборува, нели? Да, видеоигрите на кои што се изложени и коцкањето. Онлайн коцкањето е многу лоша работа, Јас која вчера што дознав, нели некако се просветлив за ова, не знаев дека всушност преку некои видеоигри кои што ги играат малолетници, Мгм. има моменти на коцка, Да, да. не знаев. Јас преку Џонатан Хаит тоа го и мислам, многу сум му благодарна на човекот за тоа што Многу информации да. изнесува на виделено. Да, точно така. Многу информации и дефинитивно ако вие мислите како родител дека играта која што вашето дете ја игра е невина, ве молам да се преиспитате и да истражите затоа што најверојатно има скриени некои аспекти и пораки кои што дефинитивно може да му прават голема штета на неговото мозоче. Не знам зошто предходните генерации некако тоа го оставале, остави го детето, игра, не ме интересира, видеоигри, нели? Тоа е за деца и така. Сега овој пристап всушност не води кон тоа дека ние треба да бидеме инволвирани во содржините што ги користат децата, значи да видиме каква е таа видеоигра што игра детето, нели? Кои пораки ги носи, дали тие се соодветни за дете од 9-10 годишна возраст? Така да, Со кои луѓе има контакт? така е. Кон што го води сето тоа? Зошто поминува по 7-8 часа врзано за столче пред компјутер играјќи ја таа игра? Нели понатаму кога ќе се запраша зошто детето е агресивно, зошто нема пријатели, да се вратат на тие 8 часа каде што тој седи пред компјутер и Никој не го никој погледна. не го погледна, Да. добро мислам супер детето на страна, нели не се да. заморуваат многу со него. Не сакаме да звучи како да го осудуваме. Да, дефинитивно не осудуваме никого. Да, ја креаме свеста на некој начин. да. Не на некој начин, туку тоа покренување на свеста дефинитивно. Добро, ние сме сега јас и ти претпоставуваме повеќето сме милениумци кои што и ние сме израснале со видеоигри. Да. Мислам, еве јас како девојче сум играла, но далеку било тоа од нели некаков вид на поминување на долго време пред компјутер. Сакам да кажам дека ние можеби сега знаеме како тоа да го направиме, знаеме, не е тоа за нас некоја непозната територија, нели? Баш затоа да навлеземе малку повеќе од оваа перспектива, Џонатан што вели, ти што велиш. Да, значи дефинитивно родителска контрола доколку сте одлучили веќе на детето да му дадете собствен уред, меѓутоа јас тоа и самиот Џонатан Хаит препорачува да биде после 13 годишна возраст. Всушност тој ја крена и границата после 16. После 16, тоа сакаш би сега следното прашање да биде. Меѓутоа, доколку го гледавте на подкастот од Опра, самиот кажа дека неговата не сум го гледала последниот. неговата 14 годишна ќерка има смартфон. Да, самиот кажа, нема да лажам, рече дека мојата ќерка има смартфон, меѓутоа нема социјални мрежи како Snapchat, TikTok, Instagram, го користи. Тие се како стануваат за над 16, тука нема промена на границата. Да, и самиот рече, барем јас не сум свесен дека ги има, можеби ме лаже, самиот си го кажа тоа и меѓутоа кога и го проверувал телефонот нели со родителска контрола, такви апликации на нејзиниот телефон не се инсталирани и тоа е во ред, тоа е многу честно што човекот призна дека нели неговото дете има смартфон, но исто така нагласи дека има родителска контрола, има апликации за родителска контрола кои што родителите можат да ги користат за да нели видат детето какви апликации користи, со кого комуницира и особено многу важно тука би сакала да нагласам доколку детето користи лаптоп за пишување домашни задачи и користи Google Docs или Google Sheets, да се провери со кого се споделува тој Google Sheet. Зошто? Затоа што преку тој Google Sheets или тој Google Docs може да комуницира со непознати личности. Значи, на некој начин, всушност, тие документи можат да служат како месенџер апликации. Так. Значи, ова е еден скриен, една скриена точка која што тинејџерите ја користат доколку немаат пристап до класични патишта. Ете така. Нели, тинејџерите секогаш наоѓале патишта за да кршат правила, меѓутоа времињата се сменати и дефинитивно мора
да бидат очите поотворени на родителите. Еве тука да ги споменеме неговите 4 нови норми за ова дигитално време. Добро, значи првата е нема смартфон пред средно училиште, но очигледно тука некаде 14-15 годишна возраст. Тој препорачува на дечињата од која возраст да им се даваат оние класични телефони доколку нели родителот сака да се слушна со детето? Од 10 годишна. Од 10 годишна. Значи до 10 детето не би требало да има телефон во рака, така? Не би требало да има уред. Тој еден од неговите постулати е слободната игра, значи дури малку и го критикуваат, би рекла, за тоа што вели дека порано предаторите беа надвор и таму ги грабаа децата, нели сексуалните предатори зборуваме тука, и дека децата иако имаше такви случаи, порано повеќе играа надвор, а сега треба да сватат родителите дека сексуалните предатори се на социјалните мрежи и апелира да не се објавуваат фотографии од децата каде што им се гледаат лицата, да не се објавуваат нели milestones кога имаш од детето, затоа што не може ти да знаеш кој се тебе ти го следи профилот и кој се може да го најде твоето дете, посебно ако објавиш каде оди на училиште, каде оди на градинка, каде оди во градинка. Значи, јас имав една таква објава за запишување дете во прво одделение, и дефинитивно истото го препорачав. Тоа е момент кој што секој сака да го сподели со цел свет. Меѓутоа, доколку споделувате, бидете паметни, скрите го името на училиштето, да не се гледа униформата каде што детето оди на училиште или во градинка, или едноставно споделете едно раче или така цртеш некој, не мора да се гледа каде ќе оди на училиште. Тоа се неговите тие предупредувања, би рекла, во врска со како родителите да се однесуваат во ова денешно време. Потоа, нели, нема социјални мрежи пред 16 години. Што мислиш, на кој начин родителите би можеле да ја постават оваа граница во нивниот дом? Еве, да кажеме, јас сакам, нели, така таа граница да ја поставам кон моите деца, но еве се случува, се уште се многу мали, но еве хипотетички кажано, нели, да под влијание на врсниците да отворат или да сакаат да отворат, како јас би се справила со тоа, на кој начин? Ова е многу добро прашање и многу сакам кога ќе ми го постават, затоа што јас имам една реченица која што ја користам за многу нешта во нашиот живот, да кажам. Кога моето дете е изложено на врсничко влијание за било што, за сега се уште не побарал ниту видеоигра, ниту смартфон, за среќа ништо од тоа нема побарано, ама можеби затоа што знае дека дома имаме јасни дигитални правила, посебно за гледање цртани филмови. Тој знае дека цртани филмови се гледаат само на телевизор и не му текнува да побара ниту смартфон, ниту таблет не ни имаме, ниту лаптоп. Знам понекогаш на лаптоп да му пуштам ако сме излезени, нели, на патување, тогаш ако немаме телевизор, меѓутоа тоа е контролирано. Реченицата која што ја користам е дека во нашето семејство тоа е правилото. Другите семејства си имаат сопствени правила. И со тек на време тој тоа го прифати и знае дека тоа кога ќе му го кажам дека толку нашето семејство правилото е такво и тоа е тоа. Тоа е тоа, да. На тој начин ги воспитуваме, нели, под влијание на нашите семејни вредности, така. Така. И плюс, нели, ја гледа нашата употреба на како ние ја употребуваме технологијата во домот. Значи кога ќе седнеме да јадеме, ние сме присутни, не скроламе на телефон. Или ако поминуваме филмска вечер сите заедно како семејство, нели, телефоните ги оставаме на страна, се фокусираме на филмот кој што го гледаме, бидејќи како што кажав, телевизорот како уред е дозволен и често пати знаеме да си направиме пуканки, да си имаме филмска вечер, затоа што тој е веќе голем. Зошто телевизорот е дозволен на некој начин во... Затоа што телевизорот не е алатка која што ви нуди краткотрајна забава и краткотраен допамин. Ефтин допамин, како што сакам да го наречам, всушност е алатка која што овозможува дружење, социјализација. И всушност и самиот Џонатан Хаид тоа го
препорачува да нели вашето дете да се ги собере другарчињата, да им организирате филмска вечер, нели еден sleepover, преспивање по дома и така натаму, и тоа е всушност социјализација. Социјализација е за детето со родителите, социјализација за детето со другарчињата, но тука да нагласиме дека и на децата им треба даунтајм. Што значи тоа? Дека после напорен ден на училиште или на тренинг, или ако се чувствува лошо, ако е настинато или било што, му треба даунтајм. Телевизорот е добра алатка за даунтајм, да му овозможите нели во одредени временски интервали да ужива и да се релаксира, наместо да нема скролање. Тоа е здраво користење Да, на технологијата. Четвртата негова норма, да не ја забораваме, се училишта без мобилни телефони. Нешто за кое што јас активно се борам, нели, тука. И дефинитивно тоа го поддржувам. Тука ќе се навратам и на серијата Adolescence, која што излезе пред 2 месеци. Беше многу актуелна и се зборуваше многу за неа. И уште се зборува и беше всушност двигател на промените во Велика Британија, затоа што во Велика Британија една година пред да излезе серијата имаше движење кое што се бореше да се забранат смартфоните во училиштата, меѓутоа некако гласот на тоа здружение не допираше до политичарите во Велика Британија. Серијата Adolescence ги поттикна политичарите во Велика Британија да действуваат и се воведе забрана за смартфони на ниво на целата држава. Браво, одлично. Знам дека и други држави веќе ова го спроведуваат. Австрија, Данска, одредени амерички држави, бидејќи таму знаете дека секоја држава си има свој. Ме интересира кај нас докаде е состојбата. Па јас колку што знам нема никакво, за жал немаме. Нешто се започна, некоја иницијатива или не, апсолутно. Значи не се започна. Единственото нешто кое што беше забрането и кое што е за поздрав беше тоа што им забранија на матурантите да полагаат со мобилни телефони оваа година и тоа е за поздрав. Нели сакав да напишам, меѓутоа од толку многу обврски не сум успеала. Тоа е за поздрав. Се надевам дека следниот чекор ќе биде забрана за смартфони. Знам дека имаме во неколку училишта во земјата на иницијатива на училиштата и на општините. Во општина Центар се забранети смартфони во училиштата, да се носат смартфони во училиштата, во едно училиште во Демирхисар и во едно училиште во Штипско, не ми текнува како се викаше училиште. Добро, да се надеваме дека ќе се прошири идејава и иницијатива, дека на некој начин ќе потикне од самите родители иницијативата и оваа потреба, затоа што пред се тоа е за доброто на децата, на нашите деца. Да, точно. Затоа, нели, каде се наоѓаат и на кој начин ние имаме други алатки со кои што можеме, нели, да комуницираме со нив. Пак ќе кажеме тука, како што спомнати, еден од неговите норми е да им се дозволи на децата телефон, меѓутоа обичен телефон, аналоген, што би се рекло, флип фон, само за да го имаме за комуникација, и алатка која што јас ја препорачувам посебно за помали дечиња е користење на AirTag, доколку сте корисници на Apple уредите, и има уште едно такво слично уредче за корисниците на Android, кои што може Тоа се некакви часовници? Не, тоа е буквално уредче во форма на круг и може да се стави во држач за часовник и така натаму. Баш имам видео. Тоа го следи детето каде оди? Да. Значи доколку детето го носи, може да го гледаш, ако се оддалечи повеќе од 200 метри, мислам дека беше границата, веднаш пристигнува нотификација дека детето не е во. Ето тоа е еден вид на кој што може да се искористи технологијата во ваква насока, ако сме излезени. Сега тука знаеме ние како родители да претераме со таа преголема грижа и безбедност за децата, тоа е неговата четврта, нели, норма. Слободна игра, малку превземање на повеќе ризици. Нели, и за тоа и за тие аспекти исто дава доста истражување за тоа како новите генерации се повеќе се заштитени, не превземаат многу ризици, немаат слободна игра. Точно.
Да, тој тоа го нагласува дека на децата треба да им се врати можноста да имаат слободна игра, дека светот не е толку опасен надвор колку што е моментално опасен во дигиталниот виртуелниот свет. И баш како што спомнав претходно, му замеруваат за таа негова забелешка, затоа што се уште се случува нели деца да бидат жртви на сексуални предатори надвор, посебно во Америка е тоа нели Присутно. многу повеќе Мгм. присутно. Нели знаеме имало такви случаи, меѓутоа тоа не го исклучува и тоа го нагласува. Не исклучувам дека постојат такви случаи се уште во надворешниот свет. Меѓутоа, вистинските предатори се сега во виртуелниот свет. И затоа треба на децата да им се даде слободна игра, слободно да го искусат детството, да не им го одземаме детството, да не им го крадеме. Да им дозволиме малце повеќе ризик да превземат, да Ете се така. качат на дрва, да Да. истражуваат, малце И да да имаат допир паднат со и да земја, се со удрат. природа. Така. Значи тоа е детство. И Тоа е нели детство. како што вели, тоа е потребно за мозокот за да се развива Така, на правилен и за начин. имагинацијата да ја развиваат, а ако имаат имагинација, тогаш правилно ќе им се развие и мозокот и нели ќе бидат ќе имаат поголемо внимание, поголемо фокусот ќе им биде поголем, затоа што со сите тие содржини кои што ги консумираат преку социјалните мрежи, преку платформите како YouTube и TikTok, посебно преку тие премногу стимулирачки кратки видеа, И затоа сакам да зборуваме малку повеќе. фокусот на внимание станува се помалку и помалку. Забележувам, јас некако не бев свесна дека нели оние родители кои што во многу мала возраст им даваат мобилни телефони, сега ќе придам кон таа тема, Да. но ева за многу стимулирачките видеа, односно рилови. Значи мали дечиња од 2 годишна возраст скролаат рилови. Мене не ми се верува дека тоа се случува. Да. Значи да ги не знам да ги предупредиме родителите дека тоа не треба да се прави, дека тоа не е во ред. Да. На кој начин влијаат риловите врз мозочето на детето? Значи го намалуваат фокусот, значи имаме намален фокус, детето станува иритирано, фрустрирано, може да се јави нели стагнација на развој на говорот, губење на вниманието, потоа лошо спиење, нарушено спиење, немање соодветна рутина, затоа што повторно тука се враќаме дека тие кратки видеа создаваат пораст на допаминот во мозокот. Кога ти ќе го одземеш тој допамин, добиваш, немаш, децата немаат чувство за досада, им го одземаме чувството на досада. Едноставно не им даваме момент да се почувствуваат досадно и да размислат со сопственото мозоче што да направат за да не им биде досадно, односно да ја користат имагинацијата. И тоа критичко размислување на некој начин. Тоа е нешто што е клучно за развојот. Да, точно. Ете така. Јас тука би сакала еден апел до родителите. Знам дека е тешко. Значи, сите сме се нашле во ситуација кога сме уморни, сакаме да се одмориме, ни треба одмор. Меѓутоа, давањето смартфон и гледање на тие високо стимулирачки, повторувачки, кратки видеа не е решението, затоа што така му правите штета на сопственото дете и многу тешко е потоа да го вратите детето во правилна рутина, посебно ако се работи за дете кое што се уште не е целосно вербално. Значи може да предизвика состојба наречена екранизам, која што е слична на аутизмот и едноставно доколку не се прекине на време може да има трајни последици кај децата. Апелирам, знам дека е тешко, меѓутоа дајте им боички, дајте им вода, дајте им, не знам, дайте им сликовници, сложувалки. Така, сложувалки. Па да, бараат да играт се со нив. Знам дека сте уморни, меѓутоа, еве речете им, еве јас ќе лежам, ти цртај ме. И тоа е начин така. Има начин и ние така сме се смојале, мислам нашите се смојале на тој начин. Да. Луѓето во последно време се плашат од нередот. Нередот се чисти. Значи немаш вода што не водата пере се едноставно. Ама така, нормално е кога си родител, особено родител на мали дечиња, мислам нередот е дел од секојдневието и од животот сега. Тоа е во ред. Да, тоа е во ред. Мене најмногу тоа што мене ме иритира најмногу е кога ќе видам дека се излезени надвор во парк, а дете држи смартфон. Или на пазарење, дете држи смартфон. Дете, зборувам малечко дете, малечко, многу малечко, како керкаме, значи буквално и помали од неа гледам и викам, Боже, зарем ова се случува. Сакам некако да им кажам на луѓето да не се почувствуваат осудени, туку само да им кажам дека
Има други не е во ред, начини. има други начини, тука е детенцето Да. треба да биде присутно. Треба да биде Треба да присутно. присутно во моментот и на тој начин ќе научи многу повеќе отколку и дури ги гледам дека тие немаат ни интерес во тоа што го гледат, само како да поминува пред нив некој зјапање, баш така. Да, точно, тоа е точно, тоа е ефектот кој што го има баш тој допаминска реакција, нели, која што ја има детето од тие содржини кои што гледа. Спомнав дека моето дете беше изложено на несоодветни содржини од мирно дете кое што беше нели со целосна рутина, едноставно цел месец не можевме да го смириме, добивме иритирано, фрустрирано дете, тогаш имаше 2,5 годинки. Дури и помал беше, 2 години и 4 месеци имаше, и мислам дека тоа ни беше најтешкиот месец во нашите животи, мене и на сопругот, додека откривме што се случува со детето. Потоа дознавме дека на смартфон му биле пуштани високо стимулирачки, повторувачки, анимирани содржини. Знаете, оние што се видеа на YouTube, каде што камиони, трактори со високо контрастни бои, кои што само се движат по пат, анимирани се, значи, и до бесконечност се движат. Ги гледал тие содржини, значи, една од бабите, не знаејќи колку се штетни, му ги пуштила и нормално дете кога ќе го види тоа така убаво шарено, блескаво, ќе го бара тоа постојано. И ние кога откривме дека тоа е причината, ги седнавме нели сите четворица и му државме една лекција така, затоа што мора да разбереме дека по возрастните е малку потешко да ги едуцираме и треба зборување буквално како на детенце, да им се објасни, да им се дадат насоки, да им се каже зошто, не со осудување, не со навреди, да кажам, туку нежно, убаво да им се пристапи, да им се објасни дека тие имаат најдобри намери, тие прават се за внуците, меѓутоа мора да знаат кои се опасностите, што може да му направат на детето и како правилно да постапуваат во една. После тоа немавме проблем, ниту еден од нив нема даено смартфон. Ето, значи правилната комуникација довела до доведување на овие граници. Меѓутоа, да, јас земав одмор од работа за да можам да го вратам детето во нормала и една недела, нели таа која што една недела имав одмор, по таа една недела се стабилизиравме и тоа беше едно искуство исто за отворање очи. Убаво што го сподели ова со нас, затоа што ете, и ти си била на другата страна, знаеш како изгледа тоа. Затоа што тука станува збор за кршење на граници. Ако родителите имаат граници, меѓутоа ако згрижувачите не ги почитуваат, немаме ефект. Мора сите да бидат на иста бранова должина. Сега да говориме за дигиталната даделка. Многу ми се допаѓа овој термин што го користиш во твоите едукации. Значи, се тоа што го говоревме претходно, давање на мобилен уред на детенца додека се наоѓа во оние секојдневни ситуации на јадење во ресторан, седење надвор на игралишта, не знам, возење во автомобил, чекање на ред во маркет. Каква е оваа појава? На кој начин влијае врз дечињата и зошто родителите го прават тоа? Наједноставниот одговор е нели на рад, на мир да си испазарат, да си ручат или пак да чекаат некаде во чекална, ред и така натаму. Меѓутоа, тоа што иритира е што тоа го прават и кога се излезени во парк. Да. И кога излегуваш во парк, кога одиш на игралиште, зошто да му го даваш на детето смартфон? Мислам, моето правило е дека никаде не треба да се дава. Не знам, претпоставам дека станува веќе некој вид на навика, некој вид на рутина. Да, кај во тој семен однос, нели, во односот родител-дете. Меѓутоа, треба да запамтат дека во секоја таква ситуација му го одземаат искуството на детето. Чекате во ред, детето треба да се научи дека треба да има трпение. Како ќе научите дека да има трпение, доколку цело време му даваме некаква дистракција? Неговото внимание е сосема на друго насочено и не знае всушност во моментот што се случува, така. И еден ден кога ќе биде возрасен, кога ќе седи во чекална, да речеме на заболекар ако оди, кога ќе го викнат неговото име, а тој е задлабочен во тој уред, нема да го слушне сопственото име, затоа што знаеме и ние самите сме
сме свесни колку можат да влијаат смартфоните на тој начин, кога ќе сме толку задлабочени во нешто, во читање или ете и скролање, Истото да не се кажеме. случува, да. Да. Истото не се случува и нам. Да. Ева во ситуација кога детето јаде пред екран, детето всушност не е ни свесно дека јаде, дури нели Точно. го хранат, Да. и тоа воопшто не ги користи ни дланките, вкусот можеби не го не чувствува, едноставно тоа се Зјава. случува како некој паралелен процес на додека детето си гледа во телефонот. Точно. Посебно кога станува збор за исхраната. Многу родители го користат смартфонот и било кој таков друг уред за детето нели да не е гладно. Меѓутоа пак тука одземаме искуство, во секој случај одземаме искуство. Во секој случај подобро е да биде гладно, подобро е да почувствува глад, подобро е да дојде до таа некоја физиолошка потреба, отколку ова. Отколку да зјапа слепо во уредот и да биде нахрането во наводници, не знаејќи што му се случува, што јаде и каков е процесот позади нели самото тоа хранење, да кажам, на детето. А што се однесува за во маркет, обично на децата им даваат смартфони за да не бараат нешто да им купите. Меѓутоа едноставно правило кое што може да го користите со децата и за тоа треба вежбање и трпение прво од страна на родителот, и тука мора да нагласиме дека децата се учат на трпение од преку родителите. Ако родителот практикува трпение, и детето ќе научи да практикува трпение. Правило кое што може да го применувате, доколку детето посака, да кажеме, некоја играчка која што ќе ја види во смартфон. А предходно сте се договориле, одиме денес да купиме смоки. И сега, мислиш во маркет, нели? Да, во маркет, бидејќи има играчки во маркет. Детето ги земате смоките, ја гледа играчката и вика, сега сакам играчка или сакам чоколада. И нормално тука доаѓаат тантруми, изливи на емоции. Треба преговарање, малку објаснување, така од страна на нас родителите. Така, меѓутоа, доколку еднаш тоа се случи, му кажете на детето, денес се договоривме дека ќе купиме смоки. Утре ќе дојдеме или за неколку денови ќе купиме чоколада и ќе ја купиме играчката, ама што ако ја нема? Ќе ја кажеме на тетката на каса да ни ја чува играчката. И во тој момент, наместо на детето да го оттргнувате од мислите, давајќи му смартфон, вие создавате комуникација и доверба помеѓу вас и детето. Едно ветување создавате дека денес ги купивте смоките, меѓутоа за неколку дена или за една недела ќе дојдете ќе ја купите играчката. И ако вие си го одржите ветувањето, следниот пат кога ќе пазарите во тој маркет, детето ви ќе добива доверба во вас и знае дека наредниот пат кога ќе одите да пазарите, не треба многу полесно ќе се согласи на тоа дека во моментов нема да му го купите тоа што го бара. Тоа се многу клучни животни вештини кои се учат на таа возраст. Доколку детето е пред екран во тие ситуации, нема да има прилика да ги научи и кога ќе порасне ќе му биде многу потешко во некои одредени ситуации. Точно. Така. Ја ова не го зборувам на празно. Значи, јас сум го искусила тоа со моето дете, сме ги поминале тие ситуации и дефинитивно го носиме во маркет со нас на пазарење од како имаше година и пол. Се случувало да побара, се случувало да плаче, се случувало да се тркала. Мене тоа не ми пречи. На сите не се случува тоа, и мене ми се случува едноставно само дозволуваш да некако да помине, го пребродуваш првиот пат, вториот пат, третиот пат веќе ќе биде подобро. Така, точно, и детето ќе се научи. Значи, ќе се ако пристапиме кон ситуацијата со нежност и со објаснување, детето ќе свати. Луѓето мислат, посебно повозрасните од нас, мислат дека е срамота да се плаче. Срамота е ако ги има тие тантруми во јавност и така надаму, и повторно тука се враќаме на едукација на повозрасните првенствено, да им се укаже дека нема ништо страшно во тоа плачење, дека ако се има комуникација со детето, преку комуникација се создава доверба, а довербата води до секое следно одење на такво место, во ресторан, во маркет, па дури и во парк, во чекална, олеснително, без да користите уреди за мамење или лажење, нели, за да иницирате добро однесување. Значи, дигиталната даделка во секој случај не е дозволена. Мислам, секако не е препорачлива. Не е препорачлива во тие ситуации. Затоа што не гради доверба.
ако вие како родител изградите доверба, детето кога ќе биде поголемо, ќе може да ви се довери и за тоа дали некој го изложил на лоши содржини преку уредите, затоа што ако вашето дете има граници, не мора да значи дека и другарчето дека ги има истите граници и секогаш може да се најде некој кој што ќе го изложи на лоши содржини, меѓутоа ако детето знае што е дозволено, што не е дозволено и како тоа го направило да се чувствува, нема да се плаши да го сподели тоа со вас ако веќе има воспоставена доверба со родителот. Ајде сега да проговориме за Slow Tech движењето, за тоа што ти го започна тука во Македонија. Да, како што веќе спомнав, инспирацијата беше нели тоа што се случи со социјалната мрежа TikTok во Македонија. Ако се сеќавате, имаше неколку инциденти пред неколку месеци и тоа беше врвот. Да, се сеќавам во училиштата, така беше? Да, во училиштата каде што го изведува предизвикот наречен Супермен, ги фрла во воздух и потоа не ги фаќа и испокршија многу деца раце и нозе и тука треба да застанеме и да си помислиме добро што се случува со овие деца и каде се нивните родители и зошто немаат критичко размислување. Затоа што, нели, ти да дозволиш некој да те фрли тебе во воздух и да знаеш дека нема да те фати, што мислиш дека ќе ти се случи? Така? Нели? До тука треба да имаш рација, да. Така. И тука од тука започна тоа иницијативата Slow Tech засилено да ја спроведувам. Претходно зборував на оваа тема, меѓутоа не толку активно, меѓутоа тоа беше врвот за мене затоа што станав свесна, моето дете, поголемо дете расте, почнува на училиште и на што се ќе биде изложено. И ако јас како родител не заземам став за да го заштитам и да укажам на други родители колку е штетно сето ова што децата го консумираат, посебно социјалната мрежа TikTok, посебно социјалната мрежа Snapchat, нема да имаме генерации кои што ќе можат да размислуваат со сопствен мозок, односно нема да имаме генерации кои што ќе размислуваат критички, едноставно ќе дозволиме да бидат водени од врсниците кои што немаат соодветни дигитални граници. Јас верувам дека ние како родители на мали деца кои што се во предшколска возраст, нашите деца ќе бидат многу посоодветно едуцирани од децата кои што се сега тинејџери. Значи, тоа што во тој период не се говореше за ова, не се работеше на издигнување на свесноста за овие проблеми. Каков е интересот кај родителите да се приклучат на ова движење? Да, како што спомнав, веќе има родители кои што со ентузијазам и задоволство учествуваат во иницијативата, даваат поддршка, една од нив си ти и многу како тебе други. Има и такви кои што иако даваат поддршка, желни се за промени, имаат проблем со партнерите во нивниот живот, имаат проблем. Да, тука постои тој момент. Да, каде што не можеме да дојдеме на иста бранова должина за одредени теми. Така, имаат проблем со возрастните други луѓе во нивниот живот, како баби и дедовци, кои што често се спротивставуваат на границите на родителот, посебно ако родителот, мајката да кажеме, сака да постави правила, меѓутоа таткото не верува толку во поставување на тие правила, нема тука нели заедништво, веќе не се на иста бранова должина. Во тие случаи разговор со партнерот, доаѓање до некој компромис каде што ќе може да се одлучи кои содржини се дозволени, зошто тие што не се дозволени и кои уреди. Доколку партнерот инсистира да се гледаат содржини на смартфон, тогаш барем да се направи соодветен филтер и да се користи премиум верзија на YouTube, каде што нема да имаме реклами. Зошто? Затоа што ако на дете му пуштиме цртан филм на YouTube, дури и тој да е најдобриот, имаме добри цртани филмови, преведени на македонски јазик, па дури и да не се на македонски јазик, проблемот се рекламите. Тие реклами не можеме да знаеме каква реклама ќе ни се погоди. Може да биде со експлицитна, со насилна содржина. И гледам дека се почесто после секое видео на YouTube излегуваат реклами. Дури и на средина, значи слушаш песна да кажеме, која што трае 3 минутки, ти ја прекинува песната, што се вика во најубавото пред самиот крај, за да излезе некоја. Да, многу ми е мене незгодно така, затоа што нели аудио слушаме песнички од поточени од детски фестивали и одеднаш, не знам, некој чуден глас нешто рекламира и син ме прашува што е ова што го слушам, не се детски песнички. Значи постои опција за премиум верзија на YouTube. Да.
и тоа се вика фамилиарна исто, нели, која што може да ја користи целото семејство. Меѓутоа, за да се заштитите себе си од дополнителни трошоци, може да си симнете на лаптоп ad blocker и музика да слушате на YouTube со помош на лаптоп, Така. затоа што ad blockerот ги блокира сите реклами и може безбедно да се гледаат и цртани филмови и да се слуша музика. И тука е тој еден компромис кој што може да го направите со партнерот, доколку имате нели таков програм, со останатите возрастни во вашиот живот. Дефинитивно да нагласите дека мора да се почитуваат границите, а ако имате изградено доверба со детето ќе ви каже кој ги прекршува границите. Јас тоа ви го гарантирам, затоа што детето најмногу им верува на родителите секогаш. Значи, родителската контрола е клучна во целиот овој процес. На кој начин може да се спроведе? Така, тука станува збор повеќе за поголеми дечиња кои што веќе биле изложени на уреди. За децата кои што се во прешколска возраст и немаат сопствени уреди, веќе активно работиме на нивна едукација. Сега ги оформуваме. Меѓутоа, доколку имате тинејџери, знам дека е голем предизвик, тешко е, посебно ако имал сопствен уред, сега да поставите некои ограничувања, меѓутоа вие како родител секогаш може да користите апликации за родителска контрола, ги има многу, нели, ако има Google акаунт, преку Google акаунтот да наместите родителска верзија, исто така и на YouTube може да се намести родителска верзија за контрола, доколку користи смартфон, iPhone, има во самиот iPhone може да се конфигурира вие да имате како дупликат, да може да следите преку iCloud детето кои апликации го користи, со кого комуницира. Потоа една исто така многу добра техника е време без екрани, ограничување на времето поминато пред екран и секако доколку станува збор и за тинејџери, ќе мора да им кажете дека во тој и тој период од денот можеш да го користиш телефонот, например 1 или 2 часа за комуникација со другарите, да напишеш домашна, да имаш некаква креативна активност и така натаму, но потоа во останатиот дел од денот ќе си го поставиме во дигиталната станица. Што е дигитална станица? Дигитална станица е фенси збор за место кое што ги чуваме телефоните кога не ги користиме. Например, кога поминуваме време како семејство, може да си ги оставиме на страна за да си поминиме време заедно. Дали за ручек, дали ако нешто имаме некоја заедничка активност, игра или гледаме филм и така натаму. Потоа зони без екрани, ова е тоа што го спомнав, додека ручаме, додека вечераме, да немаме екрани и пак таа дигитална станица може да е и хипотетичка, нели место каде што чуваме, но и да си земете нешто како држачи за телефони и во тој период додека поминувате време заедно, телефоните да се полнат. Да, потоа најважно како што да нема заспивање со телефон, така, нели? Точно. Тоа е исто многу важно. Тоа е всушност во тој интервал кога смее да се користи телефонот, односно дека не смее да се користи за заспивање. А истото важи и за помалите дечиња, дека треба да им поставиме временски интервал во кој што може да ги гледаат цртаните филмови и да речеме 1 или 2 часа пред заспивање да немаат никаква комуникација со било каков уред, па дури ни со телевизор, затоа што знаеме дека синото светло од телевизорот влијае лошо на мелатонинот, кој што е хормон за заспивање и може да им штети во заспивање. Да, значи, ова на некој начин е еден вид на поставување на граници, на ред и на ниво на цело семејство. Значи, ние најпрво почнуваме од нас, затоа што сметам дека сите ние сме свесни кога премногу скроламе, кога премногу ги употребуваме социјалните медиуми и екраните, дека тоа ни штети и дека треба да тука да се воведе некој ред. Баш сметам дека овие насоки ти што не ги даваш и за децата, можат да бидат применливи, нели, за нас лично, нели, како што велиш на ниво на семејство, да не биде сето тоа еден вид на живење на секојдневието, така? Точно, апсолутно. Секогаш почнува од нас. Значи, мора да почне од нас, затоа што сме ние примерот кој што им го даваме на децата. Децата знаете дека не учат од зборување, учат од гледање. Значи, ако децата не гледаат нас како пример, како ние ја консумираме и ја користиме технологијата, на истиот начин и тие истото тоа ќе го прават. Секако има родители како мене, како тебе, на кои што работата им е пред компјутер и на детето мора да му се објасни дека јас го користам компјутерот или лаптопот за да
заради тоа што ми е тоа работа, Да, а не да. затоа што јас сакам да се забавувам или не го користам за забава. Исто така, има родители кои што во голем дел од денот зборуваат на телефон. Мора да им се објасни, да му се објасни на детето дека јас го користам телефонот од професионални причини, за работа, а не за тоа што сакам да се забавувам. И тука повторно доаѓа оној момент на отворена комуникација, да му се каже на детето, да му се објасни зошто ние ги користиме уредите и зошто ја користиме технологијата, за потоа и тоа, кога ќе дојде вистинско време, да знае на кој начин да ги користи тие уреди и за што да ги користи, всушност. Сега на кој начин ќе продолжат твоите активности во оваа насока? Каде може да те најдат луѓето, како да те контактираат, Така. дали ќе имаш некои следни вебинари, едукации? Така, значи, да, во план ми се, меѓутоа после летниот период, сега малку ќе одмориме, имам бурен период на професионален план, малку ќе се посветам сега на приватниот живот. Инаку да, Инстаграм профилот се останува активен постојано, таму споделувам постојано објави кои што се кратки и едукативни, меѓутоа верувам дека носат голема вредност, иако се пократки. Во план ми е да имам курс од наесен, може би ќе го отворам пријавувањето во текот на летото, е вака една ексклузивна. Да, Супер, одлично. веќе е спремен, само што не сум нашла време да го финиширам. Така. Тука сакам да спомнам еден дел од Мел Робинс, книгата на Мел Робинс, нели, ако ја знаеш теоријата, пушти ги, дека не треба да чекаме да сме, никогаш нема да сме спремни. Едноставно треба да скокнеме, ама да, не е тоа затоа што одолговлекувам поради неспремност, туку поради многу други обврски. Здравје Боже, планирам и работилници со физичко присуство во Скопје, меѓутоа за тоа Во Струга веќе имаше, има во Струга, да, планирам и во Скопје. Одлично. Така што да, ќе има и вебинари, ќе има и онлайн работилници, меѓутоа планирам и со физичко присуство, посебно во Скопје, затоа што имаше барања за работилници со физичко присуство и се надевам дека тоа ќе стане реалност. Ти посакувам да продолжиш на овој пат, затоа што многу е потребно едукацијата во оваа насока и поддршката на родителите кои што решиле да го следат овој пат, нели, за постепено воведување на технологијата, баш ни треба некој, нели, вака да се охрабриме. Да, точно. Фала ти многу, Ена. Сега за крај имам уште едно така прашање со кое што би го заокружила овој наш разговор. Значи повторно да се навратиме, нели, на тоа дека сега доаѓа, нели, таа ера на вештачката интелигенција. Да. И за кои вештини ќе треба да ги подготвиме децата што ги одгледуваме, нели, сега, што се дечиња. Така. Значи, како што веќе спомнав, критичкото размислување е клучно. Децата ќе мора да се свесни дека дури е да ја користат вештачката интелигенција како моќна алатка за унапредување на нивната кариера понатамошна или за создавање на сопствена кариера, тие мора да бидат свесни дека вештачката интелигенција треба да ја користат на начин на кој што ќе биде свесен, да размислуваат критички, да не дозволат да го изгубат човечкото во себе, односно емпатијата и да знаат дека вештачката интелигенција може да им помогне, меѓутоа ако ја користат на правилен начин, односно да научат да ја тренираат таа да работи за нив, а не тие за неа. Ти благодарам многу, се гледаме во некоја наредна прилика, те посакувам убави летни денови. Ти благодарам многу на поканата и на убавите зборови и на самиот разговор.